Не дозволувајте времето да ве изненади. Затоа бидете навремено информирани со Метео Велес. секогаш чекор пред времето. Инфометео Велес, 15 септември 2022 година. Силно изразено нестабилно време во делови од Италија, поточно централниот дел на Италија, кој што потоа постепено нестабилното време се преместува помеѓу Фиренца, Перуџа, Анкона и во други градови Италија, преку Јадранот постепено се преместува на другите делови од Балканскиот полуостров. Има и во Австрија, има и во Унгарија нестабилно време. Одиме малку сега постепено. Нестабилно време се имаше во Словенија, Љубљана, Ново место, Целје, Марибор, потоа Риека, Пула, Долж, некаде Задар, нестабилно време. Доста изразено нестабилно време имаше и во други делови од Хрватска. Еве гледаме дека нестабилно време имаше на повеќе места. Загребскиот регион го фати силно невреме. Гледаме Загребскиот регион силно невреме, потоа невреме и во близина на Бјеловар. А потоа постепено ќе биде застапено невреме ќе има и во останатите делови, значи помеѓу Бјеловар, Вировитица, Слатина. Тој район ќе биде зафатен со невреме. Гледаме дека Вировитица и околу Вировитица ќе има доста силно изразено нестабилно време. Нестабилно време ќе се прошири и во останатите делови од државава, потоа од Балканот. Еве ќе видиме малку поубрзана снимка ќе пуштам. Гледаме дека ќе има во Задар, Сплит. Задар нестабилно време. Потоа ќе има во Сплитскиот регион делови од Босна и Херцеговина. Исто така нестабилно време ќе биде. Еве гледаме Сплит. Потоа Црна Гора, Никшич, Херцег Нови, Будва. Сето тоа ќе биде застапено со силно изразено нестабилно време. Нестабилно време исто така се очекува и во регионот на Србија. Сега малку тоа ќе го вратиме поназад. Значи и во регионот на Србија се очекуваат нестабилни процеси в северниот дел околу Суботица, Нови Сад. Потоа па и околу Белград ќе има нестабилно време. Ке Вршац нестабилно време се очекува. Еве гледаме и во тие райони, значи доста изразено нестабилно време во делови од Балканот, Словенија, Хрватска, делови од Босна и Херцеговина, Црна Гора, делови од Косово и нешто од Албанија. Што се однесува за останатиот дел, односно за Македонија, тоа ќе попричекаме малку. Нестабилно време се очекува во текот на утрешните попладневни вечерни часови петок и во текот на денот сабота ќе има нестабилно време на повеќе места во државава, меѓутоа за тоа подетално во текот на утрешниот ден. Се очекува засилен ветер и во вечерните часови. Утре ќе има доста засилен ветер во Македонија, а исто така и нестабилно време, значи во текот на денот петок, попладневните вечерните часови, во денот сабота. Силен ветер се очекува во недела и понеделник и следните денови, кога и температурите доста ќе опаднат. Ќе ги нема оние температури што ќе бидат на 33, 4, 5, 6 степени. Температурите тога ќе паднат за многу повеќе, што се однесува дека максималните температури во текот на следната недела би биле некаде најмногу до 25 степен. Затоа подетално во текот на следните метео објави. Ова беше само за временската состојба над Балканот. Ви благодарам на вниманието. Метео Велес.